вчерашните зборувам како последователност, како последица. Значи, таа резонанска структура на непостоење на еден центар, на едно јадро, на една пирамидална структура која назначува хиерархиска некоја подреденост или изворот да може да се убицира, наедноставно се случува, односно се пресликува и во стварниот живот и во вистински конкретен живот. Во овој смисла две причини се или две подрачја се важни за ова. Прво, тоа е демократизацијата на општеството. Во смисла, од Франската Бруџерска револуција па наваму напуштањето на општествено-економската формација која подразбираше монархија, значи стрикна пирамида и поставувањето на уредувањето на таа заедница во едно хоризонтално равниште и се разбира постструктурализмот од 68 канала на 60-ти, почеток 70-ти години, кој поведе, кој даде смисла на толку на такава децентрализација во една филозофска смисла, се знаме сега што се нешам подречето на филозофијата, но тоа е многу очигледно во самата уметничка практика. Особено со настојувањето, например, на Јозеф Бојс, кој за прв зборуваше за социјална пластика, значи за едно потполно различно позиционирање и определување на улогата и функцијата на уметникот не во собственото негово твориште, вон од себе си во рамките на заедницата и од тука неговиот можеби пророчки на некој начин исказ дека секој човек еден ден ќе биде уметник. Значи, во смисла технолошката можност да се демократизира јавниот простор во една максимална смисла. Фејсбукот и тоа што се случува конкретно во Македонија на Фејсбук платформата, околу името, околу било која друга појава, е најочигледен пример на таквата демократизација и таквата децентрализација. Од тука, од друга страна, пак дигиталните уреди овозможија и платформи да навистина секој на наједноставен телефонски, или како да го наречам овој уред, може да создава, да ремиксува, да пресоздава и конечно да се почувствува дел од тој креативен свет, што бидејќи тука има како се вика на темплети, па сега на фотографија можете да направите сепија, па малку блур, па малку не знам сатуризација и тоа наједнаш се изгледа вау, колку ми бива. Изгледа дека сите не бива наеднаш, што значи дека навлегуваме во едно подрачје на абсолютизација, а абсолютни категории не постојат, односно барем уметност не се занимава со нив и промислувањето на уметност. Така што се наоѓаме во еден, според мене, во еден неутрален простор, во еден вакуум простор во кој чувството е дека се е можно и се е податно и податливо за ремиксување. И од друга страна, тоа подрачје на несигурност, на нестабилност, во смисла на вредувањето, дали е тоа што го правиме на вистина вредно да се толкува, да се восприема, да се дожива како уметност. Бидејќи со таквата децентрализација и таквата демократизација на јавната сфера, особено на платформите кои се темелат на дигиталноста и на таа резонанска структура, на вистина како да ги изгубивме референцијалните точки спрема кои или според кои ќе ја издвојуваме вредност од тоа што го правиме, бидејќи во суштина тоа што сакаме да го направиме, го правиме само за да со очекување дека ќе произведе вредност, инаку зошто би го правиме. Така што во однос на ова сега прва тема која отворивме, моето објаснување на целата оваа ситуација е токму таква и ќе се другите делови ќе ги оставиме. Здраво, јас сум Ангел и јас бев еден од тимот кој што го осмисли и го реализираше овој... Се слуша? Угол? Кој што го осмисли, кој што го реализираше овој проект заедно со Јордан и заедно со Владимир Лукаш. Оно што можам да забележам сега, според ова што го зборуваше професорот Виличе, дека постои голема опасност кога ќе се најдат ниста маса двајца луѓе кои што се занимаваат со слични теми, да треба да се повторуваат еден со друг. Така што добар дел од оно што го зборуваше
професорот, и јас планирав да го кажам, меѓутоа на еден поинаков начин. Јас, кога зборувам за разликите помеѓу старите аналогни медиуми и новите дигитални медиуми, се обидувам да ја свртам работата на што е можно поедноставни основи. И старите медиуми ги доведувам во една во нешто професорот го нарече хиерархизација. Старите медиуми се базираат на вертикална хиерархизација на распределба на информации. Пред 20-30 години, да речеме, она што доаѓаше до нас во вид на информација доаѓаше по пат на печатени електронски медиуми во кои што ние немавме многу увид и немавме многу големо влијание. Единствено што можевме да направиме е да праќаме писма во една банална рубрика, како се викаше, писма од читателите. И очекувавме дека можеби нашето писмо ќе биде објавено во некој од следните броеви на дневниот весник или на неделниот весник или што и да е. И тоа е главната разлика помеѓу старите медиуми и новите медиуми. Старите медиуми се базираат на предпоставката дека постои некаква вид на стручна елитна група на луѓе кои што се тесно специализирани за подрачјето со кои што се занимаваат и дека тие го имаат мандатот да ни ги пренесуваат информациите на најстручен можен начин. Новите медиуми, дигиталните медиуми, тука целосно ја пореметија таа хиерархизација, вертикално поставена хиерархизација, нели на врвот, кога велам вертикално поставена, сметам дека уредувачкиот тим, да речеме, на некој дневен вестник стои на врвот и он одлучува што е битно и што треба да биде споделено со читателите или со гледачите на телевизиската програма или со слушателите на радио емисијата. Откако се појавија новите дигитални медиуми, особено откако се појавија социјалните мрежи, таа ситуација радикално се промени, затоа што новите дигитални медиуми се базираат на една хоризонтална распределба и хоризонтален принцип на распределба на информациите, затоа што сега секој може да дава свое видување на наставите во кои што и самиот учествува, а не да очекува некој друг соодветно да го застапи неговото мислење или соодветно да го искаже неговиот став. При што често пати нели се случува на фамозна изјавата ми извадена од контекст, доколку се даде изјавата на телевизиски медиум, кој што се уште ги има сувереното право да ги сече и да ги лепи и да ги монтира изјавите на луѓето кои што ги интервјуира. Во ерата на хоризонталната хиерархизација, да речем условна хиерархизација, затоа што тука не може да стане збор за хиерархизација, во ерата на хоризонталната поставеност на новите дигитални медиуми, таквата представа, како што рече самиот професор, се демократизира. Медиумите одеднаш стануваат платформа со која што ние можеме директно да се вклучуваме во настаните и директно да влијаеме врз нив. Од ова произлегуваат многу прашања и сега јас мислам дека е време да запрам, за да преидеме на некој од следни. Или доколку ви сака нешто да продадем, може слободно. Ја би додал нешто. Значи, зборуваме за тргнување на страна на оние што се чувари на хартиите. Секогаш порано имаше чувари на хартиите, ликовни критичари се оние кои што чуваат хартиите на ликовната уметност, на литературни критичари на литература. И денеска има друг механизам на чување на хартијата на овие медиуми, е алгоритм. Значи, алгоритмот базиран врз принципот на кликабилност. Значи, колку повеќе кликови добива,
толку повеќе го има, толку повеќе излегува таа појава. И затоа имаме популарни дела како уметнички дела како што се Keeping Up with the Kardashians. Да, тоа е пример на кој што покажува на тоа дека опасност која што постои која што е инхерентно на новите медиуми на ремикс културата, тоа е дека секој може да пушта во етер и на интернет што сака. И најбаналните работи најчесто добиваат најмногу лајкабилност, не знам како да го преведам тој збор, допатливост. Меѓутоа да, заборив уште нешто што сакав, но мислам дека е многу битно да се нагласи во овој контекст кога станува збор за вертикална и хоризонтална диференцијација на медиумите, а тоа е примерот од нашето скорешно минато и се однесува на оној скандал што се случи по повод објавувањето на македонската енциклопедија. И тоа беше типичен пример на составување на едно капитално дело кое што се базираше на упорна и тврдоглава вера дека стариот принцип на организација и систематизација и понатаму дистрибуција на знаењето се уште би требало да функционира. Се испостави дека добар дел од одредниците, како што се видовме во огласите на медиумите, беа проблематизирани затоа што не беа вклучени релевантните фактори кои што треба да интервенираат во тие одредници. Мислам дека се потроши многу пари на тој проект, многу труд и многу време, а можеше многу поедноставно да се реши, доколку многу помалку пари се инвестира